Пациентите посетуваат матичен лекар и кога е непотребно. На тој начин се стеснува просторот на матичниот лекар да му посвети внимание и да му пружи квалитетно лекување на пациентот на кој навистина му е потребна лекарска помош. Ако прегледот кај матичен се наплаќа, тогаш никој нема без потреба да доаѓа на преглед, велат приватните лекари, кои за ова преговараат со Фондот за здравствено осигурување. За да се намали непотребните посети кај матичниот лекар, ние спрема нашите анализи, бидејќи присутни се тие и во голема мера, сметаме дека можеме многу лесно да го разрешиме доколку дојде и до партиципација на преглед кај матичниот лекар, што не значи дека тоа ќе биде некоја голема сума, но сметаме дека со воведување на партиципација на преглед кај матичен лекар во голема мера може да се намалат непотребните посети и со тоа да и се овозможи на матичните лекари повеќе време да посветат на пациентите и да се пружи поквалитетна здравствена заштита. Лекарите бараат и покачување на партиципацијата за евентуално примање на ампуларна терапија. Постои услови да се смени и тоа да евентуално наше барање на матичните лекари да и аплицирањето на ампуларната терапија по индикација на матичен лекар, исто така да се наплаќа према вредноста и цената на пазарот. Дополнителното барање на матичните, кое координаторот Тодосиев го посочи, се однесува на зголемување на капитациониот бод на лекарите по пациент, кој сега изнесува 50 денари за секој прегледан пациент. Ова е став на целото Сдружение на приватни лекари на ниво на Македонија, на чело со претседателката докторка Лиляна Чолакова. Дали ќе бидат прифатени нивните барања од страна на фондот, ќе се види во новите договори кои досега беа во време трајање од 1, а од сега ќе важат 5 години.